вечер и Божи благослов, почитувани слушатели. Вие оваа вечер ја слушате емисијата Гласот на вистината. Се разбира, кога зборуваме за гласот на вистината, тогаш зборуваме за еден и единствен глас, а тоа е Божиот глас. Тој е вистинит и праведен. Дори Библијата зборува дека Бог ќе суди според правда и според вистина. Почитувани слушатели, навистина сакам да ве поздравам и да ви посакам благослов Божи. Верувам дека и ова вечер ќе имаме едно убаво и прекрасно време. Се разбира со Господа, со зборот Божи. Кога не би било убаво со Бога? И не само што е убаво со Бога, туку Бог ни нуди сигурност. Кога сме во Божи раци, тогаш сме ние сигурни. И не само за овој свет, туку и за идниот свет. Бог ни дава такви прекрасни ветувања. Ветувања за секој еден од нас. Неограничени ветувања. Не ветувања кои се дадени за одредена група на луѓе, туку ветување кое е дадено за секого еден од нас. Бог навистина е прекрасен. Бог е добар, Бог е милостив и се милостив. И можеме секојдневно да ја гледаме неговата милост насекаде, на сите страни на светот, каде и да погледниме. Ние можеме да ја видиме убавината и милоста Божја. Почитувани слушатели, за тоа сме тука. Да зборуваме за убавината Божја, да зборуваме колку е Бог добар, колку е Бог убав. Навистина Бог е прекрасен. Сите оние кои што имаат вкусено тој небесен нектар, сите знаат колку Бог навистина е добар и колку е убав. Почитувани слушатели, Бог без разлика дали ние му веруваме или не му веруваме, дали го примаме или дали го отфрламе, тој повторно не сака, тој се грижи за нас, тој не благослови. Затоа е време, навистина, да му посветиме многу време него, да му го посветиме животот. Затоа што навистина вредно е да му се посвети на еден таков создател време. Време кое тој ни го дава по милоста Божја. Не заборавајте времето кое ние го живееме. Не е по наша заслуга, но Бог ни го дава по неговата милост. Бог не љуби, не чува не за тоа што сме толку добри. Крај на крај никој нема да се спаси за тоа што е толку добар и совршен. Никој не е добар и никој не е совршен. Библијата вели само Бог е добар и само тој е совршен. Затоа ајде да се склониме, ајде да се поткриме во овие тешки времиња кои стоја пред нас врз Бога, врз Исуса Христа. Да ја поткриме нашата надеж, нашата вера. И тој ќе не благослови, ќе ни даде чекори на мотивација во текот на животот. Знам со се што се соочуваме. Знам и се што треба да доаѓа во иднина. Но меѓутоа, Бог е навистина добар. Нашите грижи, нашите проблеми, се она што го притиска нашето срце, нашата душа, едноставно, нашите солзи, нашите болки, ајде да му ги предадеме него и тој ќе не благослови. Бог сака изобилно да не благослови. Неговата волја е неговиот народ да биде благословен народ. Замислете си, Египет, Израел, беше во Египет 430 години. Исто така го потсетува Египет преку Мојсе и го вади народот Божи за да го однесе во хананската земја, за да му биде добро, да може Божиот народ, народот негов, да ја ужива сите благослови и сите убавени. И Библијата вели дека таа земја Бог им ја даде во наследство, за да можат да уживаат. Едноставно Бог сака да уживаме. Почитувани слушатели, дали вие сакате да уживате? Може би постојат многу нешта во кои што се впуштаме сите ние заедно и сметаме дека таму можеме да уживаме. Тоа е вистинската локација каде ние можеме да уживаме. Но не заборавајте дека каде и да одиме, заедно со нас не пратаат нашите проблеми и нашите грижи.
не прати таа вознемиреност, тој немир, кој се создава длабоко во нашето срце. Но меѓутоа, кога сме во Божјото присуство, кога Бог е со нас, Библијата вели, псалмистот Давид вели, кога Бог е со нас, кој може да биде против нас? Проблемите, крижите. Од друга страна, апостол Павле вели, подајте му ги сите ваши потреби и крижи него. Тој ги знае и тој ги се грижи за вас. Почитувани слушатели, сакам да зборувам оваа вечер за Новиот Завет, за веродостојноста на новиот, се разбира, Завет. Дали Новиот Завет е навистина веродостоен? Да погледнеме најнапред како историски документ за точноста на Новиот Завет. Постојат многу подобри докази отколку за точноста на писателите на било која друга книга, познати филозофи, како Сократ, Платон и многу други. Некој тон денес не се сомнува во тоа дека Платон живеел, но кога се работи за Господ Исус, тогаш кога луѓето се сомневаат за животот на Исус Христос, постојат многу бројни докази отколку за Платон или било кој да е друг филозоф или историчар. Времето кој ни го дал или времето кој ги дале оригиналните записи, апостолите од пронедените делови на нивните преписи, се толку куси што можеме сигурно да отфрлиме секакво сомнение дека можеби се породила или се направила некаква грешка. Книгите на Новиот Завет, кои денеска постојат, не се разликуваат најмалку од книгите кои ги пишувале апостолите. Бог се грижел да бидат пронајдени списите, кои тогаш ги докажуваат. Затоа Новиот Завет заслужува секакова, се разбира, доверба и секаков почит. Потоа, Робенсон, кој е добар познавач на грчкиот јазик, вели дека оне кој се сомнева во Новиот Завет мора да ги отфрли сите класични антички книги, бидејќи ниедна од нив не е толку веродостојна, се разбира, како што е веродостоен Новиот Завет. Потоа Вилијамс Ремсис со години работел врз поучување на Евангелието според Лука, ги отфрл сите негативни критики за ова Евангелие и рекол дека историските докази кои сведочат во корист на точноста на опишувањето на случаите во него се разбира, точни. Модерните теолози кои често пати тврдат дека писателите според кои се наречени книгите во Библијата не биле вистински писатели, полека почнале да ја губат подлогата под своите носи. Бог преку својата милост допуштил во последниве години да се пронајдат нови докази кои идат во прилог на Библијата, се разбира. Некои критичари мислат дека случаите кои се однесуваат на Исус Христос, црквата сама си ги измислила и Евангелијата ги насловиле според имињата на апостолите. Почитувани слушатели, дали ова може? Во она време живееле многу луѓе кои лично го познавале Исус и кои сигурно биле смеени со ваквите безсмислици кои биле измислени. Потоа, Исус или Христовите ученици имале многу непријатели, па не било ни можно да се измислат нешто вакво, или она што тие ќе го посакале. Многу христијани подоцна биле прогонувани на Римското царство. Дали тие биле жртви со своите животи за нешто што било, например, да кажеме, невистинето? Еве ќе отвориме во Откровение 6 глава, 9 стих и ќе видиме што таму ни е, се разбира, запишено. И таму ни се вели вака: кога го сипна петтиот печат, пожртвеникот ги видов душите заклани заради Словото Божјо и заради сведоштвото што го имаат. Во некој од наредните емисии, почитувани слушатели, можеби малку ќе позборуваме за животите на апостолите. Како тие заради сведоштвото на Исуса Христа, заради верата во Христос, прострадале
и загинале на овој свет. Се смета дека единствен апостол кој умрел од своја лична природна смрт бил апостолот Јован Богослов, кој го добива и откровението во островот Патмос. Тоа е всушност денешна Грција. Ќе отвориме Откровение 20 глава и ќе го прочитаме 4 стих. И еве што таму ни е запишено. И видов престоли и седнати на нив, на кои им беше дадено да судат, а и душите чии глави беа исечени поради сведоштвото Исусово и заради Словото Божјо. А и оние што не му се поклонија на зверот, ниту на неговата слика, и не примија белек на челата свој и на раците свој, и оживеа и царуваа со Христа, се разбира, 1000 години. Замислете си, почитувани слушатели, дали во раната црква, во рано христијанството, после апостолите, после Исус Христос, после апостолите, па дури апостолите, луѓето ќе ги даде своите животи за невистинити работи, ако на вистина новиот завет не бил вистинит. Почитувани слушатели, на вистина треба да размислиме длабоко. Тоа било и невозможно. Едноставно било невозможно. Секој чесен историчар денес е во состојба да си создаде јасна слика за Исус Христос. Прашањето е дали сака тоа да го направи или не. Секој кој е искрен истражувач ќе дојде до заклучок дека Исус бил совршен човек и совршен Бог во една личност. Најраните книги во Новиот Завет се посланијата кои ги пишувал, се разбира, апостолот Павле, напишани се помеѓу 51-та и 62-та година по Христа. За Господ Исус Христос Павле го употребил в грчкиот збор Кириос, кој значил Господ. Тоа е истото име кое во Септуагинтата го потребувале за Бог Јахве. Павле длабоко верувал дека Исус Христос е божествена личност. Еве сакам да отвориме во Дела апостоли 22 глава и да го видиме всушност обраќањето на апостолот, се разбира, Павле. Значи, можеме заедно да отвориме во Дела апостоли 22 глава и ќе го видиме обраќањето на апостолот Павле. Поточно, во овој случај апостолот Павле го прераскажува настанот кој што му се случил, и тој настан не е опишан во Дела апостоли 9 глава. Она што Павле го доживел и потоа го прераскажува зошто од Савле станува Павле и станал дел од Христовото тело, станал дел од учениците. Еве ќе читаме неколку стихови кои ни се запишани во книгата Дела апостоли, 22 глава. Словото Господово вели вака: мажи и браќа и татковци, послушајте ја сега мојата одбрана пред вас. А кога слушна дека зборува на еврејски јазик, уште повеќе замолкна. Тогаш тој им рече: јас сум јудеец роден од Тарс, Килиски, и воспитан во градот кај нозите Гамаливолови. Поучен точно според законот на татковците, ревнител за Бога, како што сте и вие денес. До смрт ги гонев и јас против приврзниците на тоа учење. И ги врзував и ги предавав во затвор мажи и жени. За тоа може да посведочи и првосвештеникот и целото старешинство. Од нив примав писмо за браќата и одев во Дамас да ги доведам во Јерусалим оние кои беа таму врзани за да бидат казнети. Но кога бев на патот и наближуваше кон Дамас, околу попладне, отеднаш од небото ме осветли силна светлина. Јас паднав на нозе и слушнав глас кој ми зборуваше: Савле, Савле, зошто ме гониш? Јас пак одговорив: кој си ти, Господине? А тој ми рече: јас сум Исус од Назарет, кого ти го гониш. Оние кои беа со мене ја видоа светлината и се уплашија, но глас на оне кој ми зборуваше не го слушаа.
Тогаш реков, што да правам, Господи, а Господ ми рече, стани и оди во Дамас и таму ќе ти биде речено се што треба да направиш. И бидејќи од блескотот на таа светлина не можев да гледам, па ме одведоа за рака оние кои беа со мене, и така ме одведоа во Дамас. Гледате, како апостолот Павле исто така зборува за Исус, се разбира Христос, и се разбира дека на сите ви станува јасно за што станува збор. Павле длабоко верувал дека Исус Христос е божествена личност, како што кажав. Тоа значи дека Таткото, Синот и Светиот Дух се една личност, една целина. Освен тоа, Павле верувал дека не треба да се молиме само на Бог Таткото, туку и на Бог Синот. Во Евангелието на Матеј читаме дека Исус простувал гревови на луѓето. А се разбира, почитувани слушатели, кој може да простува гревови единиот, освен единиот Бог? Затоа многу често пати Исус бил укоруван од верските водачи и биле против тоа што Христос простувал гревови и бил запрашен од каде му е дадена таа власт. Затоа ние ќе отвориме во Матеј 28 глава од 18 па се до 20 стих ќе читаме. И еве што ни вели Словото Господово. А Исус кога пристапи преговори рече: ми се даде секаква власт и на небото и на земјата. Одете и научете ги сите народи, крштевајќи ги во името на Таткото, Синот и Духот Свети, учејќи ги да пазат се што сум ви заповедал. Ете, јас сум со вас во сите дни до крајот на светот. Амин. Ете, од каде му била дадена таа власт, се разбира на Господ Исус Христос. Ова е јасно кажано дека Исус Христос како Божи Син е рамноправен член на Светото Тројство. Во Евангелието според Јован имаме непрекосновени докази дека Исус е еднаков со Бог Таткото и дека е рамен со Него. Иако понекогаш имаме поинакви функции, апостолот Тобан се уверил во сето тоа и јавно признал. И кажал: Господ мој, Бог мој. Исус му одговори на Тома: не си во право. Тома му рече. И Господ потоа Исус му вика: ти поверува оти ме виде, но поблагословени ќе бидат оние кои што нема да ме видат, но ќе поверуваат, се разбира, во моето име. Сите писма во Новиот Завет го потврдуваат божеството на Исус Христос. Тоа е потврдено и преку силата, се разбира, на воскресението. Читувани слушатели, се надевам дека добивме една одредена слика. Има многу да се зборува за ова, но сепак мораме да знаеме дека и мораме да признаеме дека Новиот Завет е веродостоен, напишан е на грчки јазик. И видовме кој бил Павле, што бил Павле. И тој истиот Павле, кој бил толку многу учен и растен при нозите на Гамалил, бил по законот напорочен, бил фарисеј, бил од Синдрионот, па дури ги гонел учениците на Исуса Христа, дури бил сведок на убивањето на првиот маченик. Се разбира, запишан ни е во 6 глава во Дела апостоли. Тој бил сведок и не само што бил сведок, не само што бил присутен при каменувањето на Стефан, туку тој го одобрувал тоа, се разбира, каменување. Но потоа, кога тој добива конкретно специјално откровение од Исуса Христа, тој се покајува и станува дел, се разбира, од учениците. Почитувани слушатели, пријатна вечер, Господ со вас, и се разбира, се слушаме до наредната емисијата Гласот на вистината. Убава вечер и се разбира, слушајте емисијата во текот на целата недела. Ако имате прашања да поставите прашања, а ние, се разбира, со Божја помош, со инспирација на Духот Свети, ќе можеме да одговориме. Пријатна вечер и Господ со вас. Чао!